Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука! Почнувани дами и господа, уште малку трпение. Почнуваме за некои си 2 минутки. Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почнувам со Фортекс. Фортекс го нуди, а јас ќе ви кажам зашто се е погоден пробиенот. Пробиен Б комплекс е комбинација од пробиотици. Нов пребиотичен комплекс од инулин и пектин. Витамини од групата Б и тоа B1, B2, B3, B6 и B12. Допринесува за нормална цревна флора, нормална функција на имуниот систем и намалување на чувството на замор. Чуваме со Кадино, моето брашно. Веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Добар ден, почитувани гледачи, еве уште едно возење со нашиот автобус. На ЈСП, тука се моите кандидати, зад мојот кандидат кој ќе земе учество во оваа емисија, прв, ќе има, претпоставувам, интересни прашања, интересни одговори уште повеќе, и како што е редот, многу награди кои ќе си ги освојат пребарувачите и веднаш може да си ги земат кога ги заврши нашата емисија. И овој пат ќе шетаме низ Скопје, може би да се качиме малку водно, ќе видиме како ќе не послужи сега, за сега е добар денот, а одиме сега на кај центар, па да видиме и кај ќе застанеме, на која автобуска и на кого ќе го поделиме онаа што ми е планирано, а за денес ми е планирано да поделиме брашно Кадино за еден од среќните добитници кој ќе чека на автобуска станица. Но за тоа потоа да не должиме многу, бидејќи времето сепак ни е ограничено, почнуваме со првиот кандидат, а првиот кандидат за денеска е Ангеле Костовски. Ангеле, здраво. Здраво, живо. Како си? Ја да кажам добро, пред се многу благодарност за тебе, Учич, што повторно организираш еден ваков успешен проект, односно квиз. И тоа возење со Вучич, прави возење, ни цело Скопје, тоа нигде го нема. Само во квизот кај Драган Вучич. И кај пензионерите кои чекаат на автобуска и се чекаат. Од Ѓорѓе се возат до Драчево и назад. Некој кој што нема работа, нели? Така си, па возможно и тоа привилегија се, не може да се избегнува тоа нешто. Што има ново, кажи? Па нема ништо посебно, повторно во вашиот квиз, тоа новиот квиз, јас неколку пати имам учествувано кај вас. Да, знам. Јас сум многу задоволен од вашите квизови, вашата организација. Со задоволство доаѓам на секој позив, затоа што е занимлив, успешен е, забавен е, а и корисен на крај крајот, така да примамливо све ние. Инаку Ангеле, да кажеме, саобраќајен инженер и е малку, има некоја додирна точка со саобраќај, со автобуси, со ова. Тоа беше струка. Што работеше на кое место? Јас бев порано во Скопска млекарница, една единствена, во Маџари, локација беше во Маџари. Тоа време град Скопје, единствена млекара која што беше снабдена од нас,
бев возач, шеф на возниот парк, организира превоз на млекото, ја цело Скопје. Ни цело Скопје и надвор Скопје. Надвор Скопје затоа што со специјални цистерни превезуваме млеко сирово од Србија, па и малце пошироко. Така да тогаш немаше доволно количина млека, а и сега нема доволно, меѓутоа друга каша попара пара нешто со технологијата. Затоа што нема зголемување на Дали се сточниот фонд. сеќаваш на оние литарски кеси што беа? Да, литарски кеси. Од млеко за варење. Да, И литарски тоа се кеси. чекаше, мене мајка ми или Да, татко ми са кој бали. беше ке ајде иде купи млеко и ме нема по пола сат, кај се бе чекам за млеко да. Па како веле, пензионерите со столчињата под газ и одат пред село после Центрославија. Или некој си чита новини и Да, полека и полека си се чека. доаѓа. На жалост така беше. И тоа сега се изменија времињата, друга технологија дојде и така, така и да не зборуваме многу, да не ги плашиме граѓаните. Не, добро. Океј. Ние почуваме, драги мои, со нашиот квиз и почуваме со првата игра, ќе пуштаме песни, тоест една песна, Ангеле ќе се присети на песната и од самиот текст или кој е пејачот ќе произлезе и моето прашање. За секој точен одговор се добива награда. Сега одиме со една кратка пауза и веднаш почнуваме со квизот. Аплауз може ли? Ево го нашиот весел автобус, повторно се враќаме во квизот, ќе има и пеење, да, овој пат, еве го првото прашање за господин Ангеле. Ангеле, слушај внимателно, може, пуштајте песна, да уживаме. Pamtiš li kad sam te za sebe vezala? Nisi tu, al te još nisam odvezala. Ko ti je rekao da nismo zajedno? Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se. Gospodine moj, nisam samo broj, o ljubavi se tu radi veliko. Jesi, još si sa mnom ti u vezi i da nećeš, hoćeš, nije važno s kim si, gde si, za 1000 žena, s jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram. I da nisi, jesi, još si sa mnom ti u vezi i da nećeš, hoćeš, nije važno s kim si, gde si, za 1000 žena, s jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram. Добро, јас мислам дека е доволно. Моето прашање, песната се вика Автограм, еве да ви кажам. Како е моминското презиме на пејачката Цеса Ражњатовиќ, бидејќи ова е нејзино Цеца Ражњатовиќ, да. Ова песна е посветена на Аркан, ми се чини. така нека. Моминското презиме. Да. Цеца Ражњатовиќ. Тешко некако. Беше на буквата В. В, Веснич. Вел, Велковиќ. Или уште малку близко се Вели. Величковиќ. Така е. Величковиќ, ајде да. наполу, еве ја, првата награда Бучен Коđак, 5 килограми, брат. Господин Уче, ние знаеме како Цеца Ражњатовиќ популарно. Не сме имали прилика да го чуеме тоа име, меѓутоа вред, тоа е тоа. Добро. Треба да се знае све. Пакет брашно кадино за Благодариме. За тебе Благодариме. 5 килограми, зимни период доваѓа, славите доваѓа, таман да се искористи за нешто убаво. Таман го користим. Океј. Одиме сега со втората игра, а втората игра е Джа или Бу. Сега тука имаме 7 прашања. Да гледаме да ги одговориме последните 3, ако може да се добијат 3 убави награди. Може? Веднаш се може. враќаме и да се сконцентрира нашиот натпреварувач. Почуваме со втората игра, Джа или Бу. Джаба Бубуе. Никако да е звук. Да ви кажем. Играта е Джа или Бу. А ја што зборувам, тоа не е ни битно. Тоа не важи. Не важи. Ајде, сега, Ангеле, првото прашање. Невестата на Зајко Кокорајко му е мечката или лисицата? Мечката. Сторил ми е Зајко. Зајко, па лисицата. Па лисицата, точен да- одговор. Кај отиде Мала кај забуна, мечката? мала забуна. Мала Не забуна. концентрација голема. Мала трема, а? Затоа што воžњава многу е незгодна. Па воžњава, не. Супер. Се шалам, воžњава, супер. Морам да се Одиме изгледам. со второто прашање.
Кое девојче се смали и замина во земјата на чудота? Алиса или Мелиса? Алиса. Алиса во земјата на чудота, браво! Одлично, сега за сега. Третото. Пред да се омажи пејачката Ленче Кукич се презиваше Делова или Дедејска? Дедејска. Така е! Една е таа. Па. 3 точни одговори има сега за сега. Идемо дале. Четвртото. Колку грама има 1 тон? 100.000 или милион? 1 тон. Да. 100.000. 100.000 или милион? Милион. Милион, точен одговор. Але, 1 тон има милион. 1000 килограми, а 1 килограм 1000 грама. 1000 по 1000, 1 милион. Значи милион. Сега 4 точни имаш. Од сега па натаму имаш 3 награди. Дали сите ќе ги освоиш, зависи од тебе. Да сме живи и здрави. Главен град на Соединетите Американски држави. Кој е? Нью Йорк или Вашингтон? Вашингтон. Вашингтон е точен одговор. Нью Йорк е најголем град, тоа Така е е. точно. Вашингтон е столица. Ете го, Сандеј, ќе се добиеш 4 преубави производи од Сандеј. Има и посем програм, и мрсен програм. Так. Моите фаворити, Одлично. еве, медењациве, јадеш? Јадам како Или по од кога ќе заврши не. да И едно јадеш? и друго. И едно и Зависи. друго. Кафенцето од Елит ти е тука, не се секирај. Одиме со шестото. Летните олимписки игри во 92 година. Каде се одржаа? 92. Атланта или Барселона? 92. 92. Атланта. Далеку е. Атланта. Барселона. За жал, бучен козјак, кашкавали и сирења немаме, но имаме... Има продавни флери. Има. Седмото прашање може да се добие Адам Шуз 2000 денари за Тоа е интересно, Бондури. ајде да видиме. Тоа е многу интересно, Да видиме. но поморскиот пат за Индија го открил кој? Фернандо Магелан, поморецот, или Васко де Гама? За Индија. Да. Фернандо. Фернандо Магелан или Фернандо Васко де Гама? Магелан. Фернандо Да, Магелан. да. Тоа не е точен Не е точен. одговор. Тоа е Васко де Гама. Значи, една награда освоивме. Па Баско во Индија, шо барална да ти Ајде го прашаме. европски. Абе, Васе, Ајде, добро. шо готово. бараше во Индија? Како не ме прашуваме што? Чути, бе. Ангеле. Добро, не се секирај. Сега одиме со третото прашање, а третото е многу интересно. Јас ќе го имам прашањето, а ти треба да ми одговориш. Да, а предмет како се. ќе ми одговориш? Дали е предмет, дали е животно, дали е нешто Так. за јадење, дали е овоше и така натаму. Да. Нешто ќе биде. Предмет. Сега, ние да се спремиме малку, да се подготвиме убаво и веднаш се враќаме. Дојдовме до третата игра, кој сум, што сум. Треба да ми погодиш што јас држам во рака. Тука. Добро. Од овдека не се гледа, предпоставувам, а Не. тука се пишува. За секој случај јас... Може да го дзирнам од? Почуваме? Може. Ајде, имаме точно 150 секунди, 2,5 минути, може. Дали е тоа предмет што не обкружува вака секој ден? Секој ден не обкружува, а не е ни предмет. Дали е нешто за јадење? Да, се јаде. Се јаде. Се јаде. Од кувани јадење или од пржени јадење, пече, како му доаѓа? Не. Кој си? Не. Значи, може да биде јадење, Да. Кувано, не кувано. може и Правено, готвено да биде, готвено, а може правено, припремено. и печено да биде на скара. Значи може и печено и го Така е. месото, нели? Јас Печено. месо, да, може да е месо. Месо, да, месо. Така. Од кое говедо? Или месо Ајде, општо? од кое говедо? Општо Општо правиме говедо месо. или пардон, погрешно, од кое животно сега да кажам? Па како да ти кажам Месо, од кој значи, живот? добро, месо. Јас Го само бала. одговарам да или не. Да. Се пече на скара, така? Може и на скара. Ретко, ама Повеќе се може. кува, Највише се готви. се готви. Да. Јагнешко месо? Не. Малце е специфично. Специфично. Јагнешко не, значи друго. Да не јарешко? Не. Зајачко месо? Не, мислеше дека е, ама не. Не. Више колку имам уште Питомо минутка. животно или од диво животно? Питомо е, питомо е.
Теле. Телешко месо. Не, Јагне. Јагнешко кажа. Не. Јагне. Свиња. Свинско месо. не. Има разни меса. Има, ма кој е тоа? Гуде некој, гуде. Гуде. А, Гуде и свинско не Свинско ли месо, исто? да, исто. Јагнешко. Коза, козјо месо. Да, ми кажа дека козјо, ама не е козјо. Пилешко. Не. Што може да биде? Уште 3, 2, 1, 0. Ништо не направивме, а ќе се добиеше една убава награда Сириус за двајца, 3 дена со фантастичен спа центар, да си отидеш таму со доричак и вечера. Така. Сега, каде работеше ти? Млекара. Млекара? Млеко со кој носи? Крава. Кој носи? Крава. Па Не реков крава? не рече крава. Ангеле. Теле крава, ајде, теле реков. Крава, теле рече, крава не рече. Еден аплауз за Ангеле. Како не ми кажа што млеко е? Како не ми кажа? Немаше теле да би крава ќе беше. Кој дава млеко? Ангеле, добро, имаме уште една шанса. Оваа па шанса сега, ако искористиш, стварно ќе биде уште поголема награда. А тоа е 7 дена во Грција за двајца во месец мај или јуни. Ти ќе си одбереш, Савана Турс ја доделува наградата. Има 24 дестинации, од кои 24 ќе си избереш една и меѓутоа прво и основно мора да се погоди. Зависи, услов. Така. Сега се малку по-добри наградите, повредни и затоа се малку прашањата. Ова со кравата, мислев дека ќе ти текне заради тоа што си работел во млекара и затоа беше крава. Да беше млекара, кај работеше, млекото кај доја, ќе трефна, па ова месо е, пази, голем поим, добро, тоа е тоа, нема што. Така. Добро. Веднаш се враќаме да ги подготвиме пликоата. Почуваме со четвртата и последна игра. Ангеле, кој број? 2. Број 2. Да видиме Со среќа. што пишува внатре. Внимавај, колку деца има актерот Мел Гибсон? Од 1 до 10. Колку брака? Па сега не се Обично има неколку бракови, израцунаме. не се бара Колку тоа деца? прашање. Тешко прашање. Ја не сум ги венчал, а има претпоставам тешко. неколку брака. Што Има толку тоа, деца. знам дека има. Да. Прашањето е многу незгодно, тешко. Значи, Јас само ако трефнам случај. Да. Да видам мислам. 4. Не. ајде уште една шанса ти давам. Повеќе од 4, ете тоа ќе ти помогнам. 7. 7 е никако не. 9 деца, еве ги за малку Ангеле се израдува дека ќе оди во Грција. Ангеле. Еден аплауз за Ангеле. Не и тоа. Много е 9. Ангеле, сега да ти Нормално е, кажам. да. Случајно ако треба. Кога ќе дојде вториот циклус од февруари месец, повторно можеш да се пријавиш. Сигурно, да, сигурно. Да, нека поминат 6 месеци и потоа па да видиме каква ќе ти биде среќата, може поеќе, затоа што пак ќе се ближи и мај месец, и јуни месец, месеци за Кажи со одмор. задоволство, Драган. Ете така. Игра, забава си, молим лепо. Ангеле, убаво си поминавме, И фино јас беше, мислам така. ти благодарам многу. Драги гледачи, ние одиме да И изразуваме јас благодарам неколку. само од вас двора. Повели, Посакувам голем успех и гледаност на овој способ. Благодарам многу. Имам таа прилика да го кажам. Благодарам, Ангел. А ние, драги мои, одиме на некој од автобуските станици да израдуваме некој. Кој ќе биде, ќе видиме. А сега, драги
драги мои, одиме да дадеме една награда на некој од луѓето што чекаат на автобус. Баш ме интересира кој ќе биде. Оние двете се исплашија од камерата. Па да видиме кого ќе наградиме овој пат. Добар ден! Како сте? Јас сум Драган Вучич. Вие сте? Блага. Од мене 5 килограми кадино брашно. Ова е подарок да си... Ау, супер би било тоа да ви кажам. Чао. Ете, толку беше. Нема многу страф. А тие што избега, нека бегаат. Да знаете, драги мои, кога ќе слеземе од автобус, нормално даваме награди. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен. Побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора. Од Фортекс. Врвни домашни колачиња, сандеј и секој ден е празник. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Масло за јадење Бисар во сите маркети блиску до вас. Масло Бисар, квалитет што се бара. Произведува и полни Алмакс Струмица. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености и најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен. Побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора. Од Фортекс. Почуваме со вториот кандидат со специфична професија и оваа емисија ќе биде бошно интересна.
А зошто е интересно? Затоа што се упатуваме кон жичарницата на Водно, каде што нашиот следен преварувач и работи. А се работи за Сашо Христов. Сашо, добар ден. Добро ден. Таман те носам на работа се, така? Таман. И онака си втора смена. Од 1. Од колку? Од 1 си до 13, до вечер до 20 часа. До 20 часа. Се возат на вечерот кај 7 или Послабо сега веќе затоа што залога е горе, веќе се стемнува и инаку летно време да, летно време. Колку трае возењето од долу до Крстов горе? Од сега има различна брзина, значи зависи со која брзина возиме. Обично возиме со 4,2 или 3,5, ако е 3,5 негде околу 8 минути, со 4,2 значи негде за 7 минути, 6,5-7 минути се стигне до горе. А тоа ти го регулираш од долу? Па да, со колегите, да. Колку луѓе сте во смена? По 5 души сме. По 5 души. Да. Сега, ај кажи ми ја процедурата. Доаѓам јас, се отвара кабината, нели? Така. Дали треба да ја држиш за да влезе некој? Не, таа е во движење, значи. Меѓутоа ти мора да ја затвориш вратата, претпоставувам. Вратата се затвора автоматски. Автоматски се отвора. Знаеш зашто? Затоа што јас се уште не сум бил, штета и срамота. Еве сега ќе имам шанси да отидам да видам каде работиш. И затоа велам, драги мои, дека ќе биде ова малку поспецифична емисија. Баш заради тоа да видам како Сашо работи, ќе го снимаме таму малку и да видиме дали може да се испентариме горе. Може ли, Сашо? Ќе пробаме. Да пробаме, Ќе пробаме. Добро, важи. Значи, почнуваме со нашиот квиз и со првото прашање. А првото прашање е нормално поврзано со песна. Ќе пуштиме една песна, Сашо ќе ми одговара. Да го развеселиме пред почетокот на неговото работно време. Може? Почнуваме со првото прашање, да пуштам песна. Сашо, внимавај. Ајде. Од самата песна ќе произлезе нешто. Дали текстот овој пат барам одговор за пејачката. Како се вика пејачката? Име и презиме. Може. Значи, јас помагам. Група Магазин. Хрватска. Групата е од Сплит. Име и презиме на пејачката, која е прва пејачка на Група Магазин и носи македонско презиме. Мартина. Не. Јас уште малку ќе ти помогнам за да ми освоиш пакет сокчиња со другарите да го испиете или дома ќе носиш, не знам што ќе биде. Не, со другарите ќе го пиеме сигурно горе. Бидејќи ги носиме тука од Сано А, Б, С, вас ви треба витамини. Така е. Кажи, се вика Лилијана, на буквата Н, многу познато презиме македонско. Ник, Ска. Никска. Николовска. Така е. Лилијана Николовска, првата пејачка на Група Магазин. Инаку е по потекло македонка, татко и беше офицер во Југословенската народна армија и тоа со висок чин, генерал, бидејќи јас служев војска во Сплит, па лично го знам и господинот, а нормално лично е знам и Лилијана. Така да ова е точен одговор и за тебе и за колегите. Сано сокчиња. Ние одеме со второто прашање, а второто прашање од 1 до 7, знаеш како иде редоследот. Да. Последните 3, джа или бу. Почнуваме со второто прашање од 1 до 7. Внимавај, првите се многу леснички. Предпоставам дека се леснички.
Дрварчето во волшебното самарче се вика Димче или Трајче? Трајче. Трајче е точен одговор. Аплауз за многобројната публика. Добре. Број 2. Во меч за светската титула во бокс, Тајсон на Холифилд му го одгризна носот или увото? Увото. Увото, бре. Отиде. Бре. Знаеш ли кој гриза уште ува од фудбалери? Уругвајецов. Тој игра во Барселона. Да. Специјално сме гризени на увци. Центарфор игра. Центарфор игра. Не ми текне на... Не е ни битно. Суарес, така е. Трето, колку карти пик има во еден шпил карти за табланет? 13 или 14? Значи, 52 карти во 4 бои се. Како? 14 или 13? 13. Така е, 13, браво. Си вртиш си, а? Меморијата. Добре. Пејачот Владко Лозановски е родом од Кичо или Струга? Кичо или Струга? Ја го знам кој битолчанец. Близко се. Ти помага. Струга? Кичево, Битола е 6 километри. Да, поблизо. Кичево. Да, точен одговор Кичево, ајде. 4 точки за да дојдеме до вие, затоа и ти помогам. Така. Елисејските полиња се наоѓаат во Париз или во Њујорк? Париз. Така е, браво. Елисејските полиња или Шанзелизе е позната авенија во Париз. 6. Воздушниот притисок се мери со аерометар или барометар? Мислам дека е барометар. Така е, точно мислиш, одлично. Аерометар е апарат за мерење густина и тежина на воздухот. 7. Градот на коцката Лас Вегас е најголем град во американската држава. Аризона или Невада? Невада. Аман бе, види го ти, квизаджија! Тоа е точно. Пакет Елит кафе, може ке ти падне и нешто натре, треба да се отвори. Да. Бучен козјак, кашкавал, сирење овчо, сирење мешано, јогурт и кисело млеко, најубавото нешто од бучен козјак. И на крај, женец, така? Да. За твојата господја, како се вика? Зорица. Зорица, една кошула од Макджинс. Благодарам. Браво, бре, браво, еден аплауз, ете, така треба. Се изморив. Одиме кон водно на работното место, да видиме како он работи. Има тамо твои колеги да се познаеме? Да. Добре. Трета игра, сега кој сум, што сум. Да видиме што. Преска беше крава, сега што ќе не знам. Вол. Сега вол, а? Дали ќе биде вол, дали ќе биде животно, не знам. Се враќаме. Ивета! Одиме со третата игра сега, а третата игра е кој сум, што сум. Може да почнеме. Имаме 150 секунди, 2,5 минути на располагање. Ти колку што гледам си бистар, па може и да погодиме. Ако погодиш, те праќам со сопругата у Охрид, ресторан Тино, фантазија една, со базени, со поглед на езерото, со доручек и вечера, ама if you, ако ти погодиш. Почнуваме. Дали е предмет? Не е предмет. Дали е нешто за јадење? Не е за јадење. Дали е од секојдневниот живот? Секојдневниот живот, дефинитивно. Дефинитивно. Без тоа ништо. Без тоа ништо, а? Дали е некој облек? Не, не е облек. Мислиш на долен веш или нешто без тоа ништо? Можда некој не носи. Да, има и такви. Има и такви, да. Предмет не е, за јадење не е. Не е за
за јадење да е предмет, така. Дали се употребува во медицина нешто? Во медицина? Да. Го имаме секаде, дома, на работа. Го носиме со себе, да кажем. Без него не може. А не може да го заборавиш дома. Да не е мобилен? Не е мобилен, не. Вторци веќе што кажува за мобилен во новиот серијал. Значи, ќе станеш, одиш на работа, се враќаш, он е со тебе. Секогаш е со тебе, не можеш. И кога спиеш, дори. Да не е 20 секунди. Човечки памет, ум. Не. Да, го носиш со себе, да. Осум, 7, 6, отиде Охрид. Отиде? 3, 2, 1, 0, готово. Значи, кога стануваме, кога спиеме, а одиме во ВЦ, па се ги миеме забите, зап. Еден аплауз, ако не погоди, ама не ти одеше памет назад. Не. Барем да рече дали човек го носи со себе, тогаш ќе беше. Те скенирав тебе, ама ни на крај памет зазави. Па викам. А јас си кажав на Бојана, преска овак. Ама ти не ме види. Никој не ме види. Ете тоа. Добро, сори. Живи и здрави. Одиме сега, драги мои, со четвртата игра. Пред да отидеме на шичарата, бидејќи имаме малку серпентини, Сано сокчето и Елит кафето, може да ни се истори арно, ама сандејот, после можеш да си седнеш, Обавезно. тоа ќе заврши. Обавезно. Важи? Одиме со четвртата игра, а четвртата игра носи, знаеш каде. Грција, опа, тамбузујќа, опа ке обладам аз. Една се враќаме. Еви ги приковата, 1, 2, 3, повери? Единицата. Единица. Ајде, единица да видиме што имам натре. Ова може да биде многу лесно за тебе и да те пратам во Грција 7 дена со Савана, со твојата сопруга, мај месец или почеток на јуни месец. Колку вкупно Гранд Слем титули има освоено Новак Џоковиќ до сега? Спортот што најмалце го пратам. Јас мислев дека го пратиш искрено. Има доволно освоено, не толку доволно како што е Федерер. Да. Меѓутоа се ближи. Федерер е најдобар сега во освоен, да. Тука и Надал, нешто подолу, и Ноле горе-доле со Џоле, со Надал. Значи, колку вкупно Гранд Слем титули има освоено Новак Џоковиќ? 7. 7? Дали е тој поречен одговор твој? Па, конечно што. Како бе 7? А 7 и 7 колку е? 14. 14 титули, како не рече. Еден аплауз ве молам, иначе нема возење со чичара. Дали беше забавно? Дали си задоволен? Одлично. Мене ми изненади за второто. Првото беше, ајде, одлично изиграно, одлично се знаат. Гледам дека си по квизовиве, што е многу битна работа. Кога учествуваш, па макар и оваков тип на квиз, кај што има и помагање и кај што се лесни прашања. Како иде, јас тебе многу ти благодарам. Официјално сега фала ти многу, а ние, драги мои, одиме на работното место на Саше да видиме како се тоа изгледа и може да поделиме нешто, бидејќи што вели Саша, ќе има и пензионери горе, а пензионерите се моја слаба точка.
Добар ден. Како сте? Јас сум Драган. Ево ви, сано сокче со кафенце. Уште да беше елит, добро ќе беше. Еве за една сама господја. Добар ден. Јас сум Драган, како сте? Јас сум Марија. Марија, за вас едно сокче. Гледам дека сте малку изморенки, сте пешачеле. Да. Инако ние снимаме една нова емисија која се вика Возење со Вучич и во автобус голем, воспрате на ЈСП. Го снимаме квизот, тамо имаме и кандидати, а повремено излегуваме и надвор и да ги почастиме нашите граѓани. Овој пат сме тука на Жичара, да си пробате од сокчето сано, друг пат ќе делиме кафе, трет пат брашно и така натаму. Да сте ми живи и здрави. Пријатно. Чао, пријатно. И ете, тоа беше нашето патешествие и со оваа кратка репортажа ја завршуваме конечно денешната емисија. Ова беше една стварно успешна емисија, не наликува на другите квиз емисии, но вредно беше да покажеме сето оноа што вие можеби не сте го знаеле, како што ја не го знаев, зборувам нормално за Жичарата. Бидете ми поздравени и се гледаме во идната емисија. Чао!